Секој од нас плете своја животна приказна. Животот е една патека низ која чекориме и навистина во многу ситуации имаме убави моменти, имаме доста предизвици, имаме и доста препреки. Најважно од сето тоа како ќе излеземе и како се носиме со целата таа ситуација. Ништо не е едноставно, но велат среќата дека ги прати храбрите. Мене ми е навистина чест и задоволство што ова издание на оваа животна приказна на македонската телевизија имам еден соговорник кој е навистина храбар и кој исто така одлучи да сподели дел од својата животна приказна заедно со мене и секако со вас. За кого станува збор ќе слушнете во кратката најава. Драги гледачи, дали она рекламира топлификација? Леле, драги гледачи, страшило за Бостан? Леле, драги гледачи, хулахопки со бисер сјај. Како да се излегла по мајца за спиење и по гаките од бабати. Зошто некој сака вака да се слика, со скршена кичма, хоп, пан, чак, бум, буф, трас, да бидам готова манекенка, да позирам, папараци, фотографи, позната сум, си да ме гледаат. Како што веќе видовте за кого станува збор, нема некоја посебна најава, бидејќи тој е човекот кој навистина нема влакна на јазикот, секогаш е отворен и вечерва ќе биде навистина интересно што ќе биде искрен повторно и ќе ни открие некои работи кои што никогаш досега не ги споделил со никого. Сергеј Варушлија во ова издание. Сергеј, навистина ми е драго што си дел од оваа животна приказна. Знам дека многумина знаат многу, нели? Но мислам дека вистината секако ја знаеш само ти. Ти благодарам, апсолутно јас ја знам вистината, ти благодарам за убавата најава, ти благодарам пред се за поканата и се надевам ќе имаме убав разговор. Така, како и секогаш, многу ми е драго кога зборувам со луѓе кои навистина немаат никакви препреки и предрасуди да зборуваат за било што и дека јавните личности обично сакаат да скријат нешто од својата приватност, а тоа не е случај со тебе. Ја немам проблем да не е тоа споделам случај што со тебе, така. Ти благодарам уште еднаш и повели ова е твоето место. Да, време да уживаме и да зборуваме за искрено за многу нешта, бидејќи некако сакам да се навратам на вистинските вредности, на оние нешта кои што се можеби многу обични, а сите ние ги занемаруваме. Кој денеска, на денешниот ден ти посака убав ден и кој те праша вистински од срце како си? Денеска, конкретно денеска, никој не ме праша како сум, искрено. Расположен сум, така се разбудив, што се вика, така ми тргна денот. Добар ми е денот, али никој не ме праша како сум. Денеска не ме праша никој како сум, нити па јас не прашав ни ја денеска искрено никој како е. Така, имаш луѓе околу себе кои, ако не денеска, други денови знаат вистински да се сочувствуваат со тебе, знаат да те приметат по ликот дали си добра или не си. Колку имаш такви вистински луѓе кои знаат да проценат во моментот како се чувствуваш? Знаеш како, веќе во денешно време, дури некои стандарди или параметри на грижа околу блиските или пријателите, семејството, партнерите, што и да имаме, некако ми е станато некој си извадено од контекст клише ради реда да се праша некој како си. Не сакам нити да прашувам некого ради реда како е, нити па сакам мене ради реда да ми се јави некој да ме праша како си. Затоа што ќе си добиеш од таквото како сум. Ако е ради реда. Блиските луѓе околу секого чувствуваат кога на некого му е добар денот или кога не му е добар денот или има некаков проблем. Блиските луѓе ти го знаат секојдневието. Сите ние како јавни личности, една ни е представувањето наше пред камера, друго е приватниот живот. Сите имаме семејства, сите имаме проблеми, сите имаме некакви си работи кои ни го може да ни го отежнат секојдневието, така да блиските по автоматизам знаат како ми е и по глас, и по експресија на лице, а и јас за нив. Такви луѓе? Колку блиски имам вистински? Ако тргнам членови од семејството на страна, многу малку. Па се бројат на една рака, дури можеби и на 4 прсти. И си изгубил доста пријатели? Па знаеш како? Кои си ги сметал дека ти се пријатели? Не можам да ти кажам дека сум изгубил пријатели, заради тоа што јас верувам во тоа дека вистинските
луѓе остануваат. Не можеш да ги изгубиш. Не можеш да ги изгубиш. Ако се вистински. Низ мојот живот, низ мојата кариера дефинитивно сум имал многу познанства. Многу. Ненормален број на луѓе циркулирале околу мене, јас околу нив, многу контакти, многу дружења, меѓутоа тоа не ги прави сите тие луѓе да се блиски, тоа ти ги прави во одреден период од твојот живот да го споделуваш ради обостран бенефит. Кога имаш некоја срекна ситуација или тажна, на кого прво знаеш да се јавиш? Или на никого, гледам да го задржам тоа за себе, или има неколку од тие што се на овие 4 прста со кои што можам да споделам различни работи кога имам проблем или имам тага или ми треба едноставно разговор некогаш. Барањето совет и не е исправна работа. Некојаш најдобриот совет е можеби или најдобрата работа да се сослуша. Некој Да водиш по тоа што помалку знаат луѓето, толку си посреќен? Не, меѓутоа се водам по тоа па и дека луѓето не ги интересира и не треба се да знаат. Мислам што би било кога луѓето денеско 21 век во време на интернет, на социјални мрежи, луѓето добиваат и премногу информации што не ги интересираат. Мене на пример лично исто не ме интересира нечи живот или нечи проблем ако е јавна личност. Тоа можеме да го споделиме, а да читам или да ме интересира, посебно се фокусирам каков проблем имала XY некоја си особа, дали од светски шоу бизнис, дали од локален, не сум тој тип. Така, не те интересира си кога гледаш во својот двор. Така. Скопско дете си, роден си во Скопје, израснат во центар, до ден денеска живееш во центар. Што ти недостасува најмногу од детството, од тој период? Безгрижност. Заради тоа што ние сме пораснати во време во кое што денешната младина ја нема таа привилегија. Буквално ќе го кажам тоа привилегија заради тоа што ние имавме безгрижно детство, безгрижни тинејџерски години. Тинејџерите денеска имаат собствени грижи, нивните родители имаат многу грижи околу нив. Исто така да апсолутно таа една безгрижност, една слобода, една убава комоција. Едноставно тоа е тоа што и мене ми... И убав социјален живот. И убав социјален живот, апсолутно. Убави дружбина, убави места меѓу убави луѓе. Тоа денеска не постои. Не постои барем во таква форма. Мислам дека не постои во никаква форма, заради тоа што денеска дружењето е сведено на апликации и на... технологија. Фейк изгледи, на технологија, на што и да е. Мислам дека денеска младите, они знаат како функционираат, веројатно им е добро, секој време си носи нешто свое, меѓутоа за мене тоа не е дружење, куцкање на телефон, да седиме јас и ти, да не разговараме, да си пишуваме поруки, мислам, и да не кажеме дали се сакаме или ако се скараме да не си го кажеме тоа или да не повишиме тон, него јајте да се скараме, па сега ти пишувам со големи букви. Или ако те сакаме да ти пишувам срциња, мислам дека тоа ми е малку. Али добро. Тоа е ново тоа е нивно време, да, така. Кој твоето детство е јавна личност денеска? Кој во тој период кога си ти пораснат, многу малку се занимаваа со твојата работа, меѓутоа многу успешни луѓе нели од тие генерации. Кој беше во твојот најблизок круг од успешни? Во мојот најблизок круг од тој период, од основна школа, од средна школа или после тоа од некакви си дружења, конкретно ако зборам од моја генерација, не можам да кажам, не ми текнува едноставно во моментов, стварно ме затекнува што прашање, не ми текнува на некого што бидејќи можеби биле познати или популарни, меѓутоа денеска не се, можеби денеска фатиле некако се друг правец, па заради тоа не ми едноставно не ми текнува. Не знам, веројатно има од моја генерација, меѓутоа стварно не ми текнува. Така, ти си генерација Песталоци, Јосип Брос, така 74-та година, тоа гордо го кажуваш и тоа е за поздрав во секој случај. Од каде потекнаш од едно семејство каде што медиумите се нели некоја главна професија и ти и твојот брат исто се занимавате со слична работа. Не можам да го изоставам твојот татко покоен, за жал, кој што навистина беше доајен во новинарството. Јас
имав навистина чест и привилегија да учам од него, да соработувам со него. Сега кога те видов после толку време, некако ме потсети на него, искрено. Да, тоа беше човек кој што навистина несебично знаеше да го пренесе своето знаење и стрплив, сталожен, голем професионалец, мислам во тоа време и не можеше било кој да води телевизија, не можеше било кој да се појави на телевизија. Што е оно што го памтиш како совет? Зборувавме пред малку дека скоро 20 години како е починат. Меѓутоа Ѓорги Варушлија, поново ќе кажам. Многу ми е драго заради ова што го кажува, заради тоа што не секој имал прилика да ги да го запознае татком или моите родители, повторно живееме во некој друго време. Јас морам да кажам дека јас од татко ми, за жал или за среќа, не научив ништо. Односно тоа што највеќе сум го сакал кај него, а тоа е таа негова смиреност. Да, и позитивна енергија. Позитивната енергија ја имам. Таа позитивната енергија не се учи, него ја имаш природно. Меѓутоа јас сум и ден денеска се одушевувам на неговата смиреност, на начинот на еден смирен и збалансиран начин да ги среди сите и проблемите и убавите работи, никогаш да не си дозволи себе си да експлодира. Да, не е конфузен и импулсивен. Да не е конфликтен. Јас сум поексплозивен, јас сум по-темпераментен, така да на тие работи автоматски му се одушевувам, меѓутоа тие работи не успеав да ги научиш, не успеав да ги научам, да. Така, за жал. Затоа реков за жал. За жал, не успеав, така. Не во негативна смисла дека не сум научил ништо, татко ми сум научил многу други работи, меѓутоа тоа се особините кои биле олицетворение на неговата величина, автоматски го правели скромен. Така, во тоа време не се занимаваше со медиуми, меѓутоа се занимаваше индиректно со телевизиска работа, бидејќи соработуваше со навистина многу јавни личности. Во тоа време кога ти почнуваше да работиш, навистина беа многу малку, може на прсти да се избројат луѓе кои воведоа некои поинакви стандарди кои работеа тоа што ти го работиш како стилист. Меѓутоа, каква беше неговата реакција и на твојата мајка кога кажа дека сакаш да се занимаваш со мода, дека те интересира шминка? Многу ретки беа, затоа кажувам, каква беше нивната реакција? Знаеш, како секој родител си го знае детето најдобро. Мене ми е чудно во денешно време кога родителите одеднашка се изненадени од своите деца. Кога ќе станат полнолетни или како и да, одеднашка се изненадени што децата сакаат или не сакаат. Ако сум јас родител и имам дете кое што е веќе полнолетно, ги прошло, поминало основно образование, поминало средно образование, треба да иде на факултет, и не знае што сака да прави, или одеднашка сака да биде доктор или пилот или стилист или не знам, астронаут, космонаут, што и да, и кога родителите се фрапирани или изненадени. Не ми е јасно. Да, од каде сега тоа, да. Од каде сега тоа? Значи, ако си ти изненаден, не си го познаваш буквално сопственото дете и не си прошол време со сопственото дете ради XY причини. Моите не биле изненадени дека јас сакам да се бавам со убави работи, со мода, со естетика, со убава гардероба, со шминка или со фризура или со што и да е. Заради тоа што се тоа спаѓало во таа рамка. Моите повеќе би били изненадени кога јас би пројавил интерес дека сакам да се бавам со политика, да бидеш доктор или со медицина. Апсолутно би биле поизненадени. Верувам своевремено дека како и секој родител имале очекувања дека детето ќе тргне по нивните стапки, дека ќе направи нешто. Меѓутоа, од друга страна, секогаш биле многу полни со поддршка и со разбирање дека единствениот начин нивното дете да биде среќно и реализирано е ако му се даде да го одбере он вистинскиот пат што мене ме прави среќен. Така да апсолутно сум имал несебична поддршка и од родителите и од мајка ми и од татко ми, мислам. Иако средношколските денови ради мојата бунтовност и мојата природа им го имаат направено пекол во тој момент животот и на мајка ми и на татко ми, така да Жал ти е никогаш поради тоа? Дали ми е жал? Да. Искрено не. Не ми е жал заради тоа што сум
зашто да ми биде, не жалам ја за ништо, заради тоа што ако жалам за нешто во минатото или за било која Не, бидејќи постапка, си, можеби си им стварал некој проблем. сум им стварал многу проблеми, не некој Поради проблем, тоа, да. меѓутоа од денешна дистанца ќе ти кажам дека тоа сум бил јас. Било начин да ме видат во секоја варијанта, не сум бил дете кое што сака да се представи пред родителите, не знам како, а е нешто А надвор е спротивно. нешто друго, да. Така да и тоа е добрата работа, така да апсолутно не жалам од ништо, жалам за некои стресови кои ги имале, меѓутоа кој родител со дете што е во средна школа А немал стресови, нема така. стресови, така да. Дали се сеќаваш на твојот прв хонорар и која јавна личност е прва со која си се работил? На првиот хонорар се сеќавам и првиот хонорар нема апсолутно никаква врска со ова што го работам денеска. Апсолутно никаква врска. А тоа е? Мојот прв хонорар е собирање на голф топчиња на голф терен. Значи, ова го имам само на едно место кажано, тоа ме потсетија, заради тоа што го имам заборавено, бев четврто одделение, баба ме носеше на патувања во Австрија, каде на низина пријателка, едно место имаше грофовија, не е битно, таму имаше голф терен, да не ја одоговлечувам приказката. Децата локални што живееја таму ги собираа ноќе топчињата за некакви си хонорари кои беа сосема солидни за во денешно време, така да ме викна мене да собирам голф топчиња на голф терен. Интересно, да. Секојано. Меѓутоа, првиот хонорар професионално за шминка, Првиот хонорар професионално дефинитивно е за шминка. така? Да. А која јавна личност е А за првата? прва јавна личност, стварно, И кога беше тоа? Ете, ајде да се сетиме. тоа е некаде почетокот на 90-тите години, значи некаде 90 Пред 30 и неколку години. Пред па да, Скоро 40, да. да. Јас кога почнав да работам, прва работев како фриленс. Значи немав место на кое што можеа да ми се обратат и ми се обраќа во тоа време почетокот на македонската естрада, креирањето на почетокот на 90-тите години ми се обраќа приватно, например, ќе ми се обрати Ребека, ќе искористам приликата да ја поздрава. Да. Ќе ми се обрати, например, Маја Вукичевиќ или некој од ќе ми се обрати Маја Панчева. Ќе ми се обрати Верица Пандиловска. После тоа, кога да им направам некаков си стайлинг или мејкап или коса, после тоа кога почнав да работам веќе во салон, по автоматизам веќе они има некакви си мали кариери во тоа време, за денешно време и големи. Почна да доаѓаат ТВ хостови, водители, водителки на тогашните емисии и така. Што ти недостасува од тој период? Знаеш како, не сакам да се претвори сето ова во една... Во носталгија. Во една носталгија, меѓутоа, кога ме навраќа некој како ти сега на што било порано, Да изодиме, или да, што било животот. некогаш, ако треба да изодиме, се враќаме ние во еден друг век. Тоа мораме да го кажеме, се сме 21 Така, век. Ние се така. враќаме во 20-тиот век. И тоа крајевите на 20-тиот век. А преминот од еден век во друг, историски, покажало дека е секогаш со големи промени. Така. Ми недостасувала што е тоа што сега мислам дека го нема и што е под превез на една лажна демократија, под превез на све некако лажна, а сите сме некако лимитирани. Таа една креативна слобода, слобода на изразување. Заради тоа што во денешно време, ако си ти свој и си креативен и не се вклопиш во стадото, по автоматизам општеството има потреба, неистомислениците, да те отфрлат. Зборувам за друг век, кога посткомунистички, ова не постоел. Јас не сум го доживеал, може би имало некој што го доживеал, не викам дека не, меѓутоа јас никогаш не сум бил лимитиран од средината околу мене, што треба да правам, како треба да изгледам, што треба да мислам, или што е добро, или што не е добро. Сум морал тие работи да ги сватам сам низ своите постапки, така да ми фали една креативна широчина. Не само кај мене, јас ќе ја најдам. Јас сум реализиран човек, ќе ја најдам во која и да е варијанта на уметноста. Меѓутоа, запознавам многу млади луѓе кои што немаат храброст и ја немаат
слободата на креативно изразување или самоспознавање. Од овој аспект, кога ќе се навратиш годините наназад, си ги имал своите 5 минути, си ги искористил максимално, тоа е дефинитивно, меѓутоа, дали за некој момент, за некој предизвик кој што не си го прифатил, сега од овој аспект си мислиш, да беше тоа така, ќе одеше во некој поинаков правец мојот живот, професионално, приватно, како го? Знаеш како пред малку реков дека апсолутно не се каам за ништо. И дефинитивно на една голема слика, кога си го погледнам животот сега од овој момент, како ме навраќаш наназад и ќе ми се враќа. Задоволен. Апсолутно сум задоволен и ќе кажам дека сум среќен и дека сум реализиран човек. По некакви си стандарди, критериуми социјално-општествени, а и мои. Меѓутоа, верувам во тоа дека не постои човек, колку и да е успешен и да е среќен, и сите одат на таа теорија, не се каам за ништо, Но сепак има едно нешто кое што ти стои така како некаде позади во главата, во кое што треба да дојде време за да сватиш зошто е тоа така. Не се каам, него малку, ама многу малку ми е криво што во одредени ситуации во животот не сум бил малку по паметен, по дипломата, по трпелив во некој само во некој мали сегменти. Не сум бил малку како татко ми. Или не сум бил малку како мајка ми, него сум бил експлозивен и сум одел на се или ништо. Тврдоглав во многу ситуации. Па и уште сум тврдоглав. Уште. Така, дали постои некој кој може кој влијае на тебе, на она, предпоставувам познавајќи те дека и од она што знам за тебе дека стоиш цврсто на ноза, дека она што си го зацртал и си го замислил така ќе биде и никако поинаку, но дали постои некоја особа, некоја личност во твојот живот која да, Сергеј не е така. Овој пат не си во право. Го прифаќаш неговиот предлог, неговата сугестија, дали постои некој така во твојот живот? Апсолутно. Знаеш како, блиските луѓе што се околу мене, вклучително и мајка ми, ќе ја ставам во ист кош на блиски луѓе, ќе сам семејство и пријатели. Јас не е пријателството или односот, само те тапшам по грб. И да ти викам браво. Супер, да. Браво, здравкица, терај, најболја си, најубава си облечена. Супер ти е, ова ти е супер. Браво, терај, ти со глава од зид, ја ти викам браво. Ти пак кршиш глава од зид, ја ти викам браво, бе, топ си. Скрши глава. Мислам, морам да те запрам од момент да ти кажам, значи, стои, да. Застани, гледај дека челово ти е искчукано, гледај дека си одрана, гледај дека стопати идеш со главата од зид, значи свати. Почитувам кога луѓето ќе ми кажат нешто, меѓутоа кога е тоа аргументирано. Издржан. Апсолутно, заради тоа што ти мене ако ми кажеш дека нешто не треба или не е во ред, или сум претерал во што и да сум претерал, сакам да ми објасниш зошто. Ако ми објасниш зошто, тогаш ќе ме натераш да размислам. Дали може би моето е исправно, или некаква си избрзана, претерана реакција, непромислена постапка, или како и да е. Меѓутоа, ако ми кажеш не го прави тоа или ова не е добро, а ја ти речам зошто, ти ми речеш зошто така, немаш зошто така. Не сум дете, тоа на дете се одговара мало. Од 3 години, па и тоа сака да знае зошто. Така да имам блиски луѓе кои дефинитивно ќе ми кажат, идеш со глава од зид ради тоа и тоа. Го правиш ова, последиците ќе ти бидат тие. Ги имам тие луѓе. Не се сите околу мене да ме мазат и да ме галат. Меѓутоа, дали ги слушам, ако се навратиме на тоа прашање, во повеќето случаи не ги слушам, си го слушам инстинктот, а во мали случаи, кога се аргументирани забелешките, фактографски, тогаш да. Да, во тоа време беше еден од најдобрите, но и до ден денеска ќе кажам, иако сега моментално не работиш. По струк. Зашто зборуваме по струка, да. Так. Многу мина се прашуваат каде е Сергеј, зошто Сергеј не работи, зошто дали на некој начин на Сергеј му пропадна бизнисот, мислам тоа се некои, да кажам, чаршески муабети, а јас сакам да слушнам од прва рака сега кога нашите гледачи. Знаеш како, дали мене ми пропаднал бизнисот? Бизнисот, јас сум го пропаднал.
Не може да ми ја да се трудам да работам, да го правам тоа што го сакам и да ми пропадне бизнисот и да ми е крив Станко, Петко или не знам си кој. Апсолутно тоа Зошто се умори? Апсолутно сум се довел во степен кога тоа е работа која што највеќе сум ја сакал. И се уште највеќе ја сакам и сметам дека е една од најбитните елементи во секојдневието, заради тоа што шминката, косата, облеката, стајлингот не е нешто што припаѓа само на селебритис или на недостижна група на луѓе. Не, тоа е нешто што е во секојдневие. Говори за сите луѓе, да. Кој каде и да работи, дали е шалтерски работник, дали работи во бутик, дали работи некако во министерство, дали е доктор, дали е политичар, дали е глумец, глумица, сите мора да ишишаат коса. Сите мора да направат некаква си фризура. Сите мора некако да се облечат соодветно со потребите, функцијата, настаните каде што одат. Тоа е работа која што највеќе сум ја сакал. Не сум сакал да се доведам во степен, работата што највеќе ја сакам, кога сум видел дека ме оптеретува, затоа што јас не функционирам кога сум оптеретен на тој начин, да замрзам. Зашто сум таков. Мене нешто ако ме оптерети, буквално мене ми се прво ми врие главата, па после ми се лади и јас немам никаква емоција ни према таа работа, нити према човек, ако ми дојде до тука. Така да се имам дистанцирано на време, се имам повлечено заради тоа што некако само од себе ми било досадно, заради тоа што тоа сум го правил 30 години, по случајно сум станат јавна личност, заради тоа што сум бил прв што сум го правил тоа, не сакајки ме имало на телевизија, од фрижидер сум излегувал, по печатени медиуми, по се и како и да е. Сум морал и со тоа паралелно да се носам, зашто не ми било јасно зашто сум ја познат. Јас сум човекот што е позади камера првенствено, а нешто е пред камера, меѓутоа животот. Да, иако подоцна беше и на камера. Абе, знаеш како викаат, здравкице, луѓе планираат, Господ се смее. Тоа ми е една од омилените поговорки, а втората ми е за мерак и за селјак нема лек. Така да сега каде е меракот, каде е тука селјакот, тоа е све веќе релативно за дискусија. Меѓутоа, колку си горд на тој проект телевизиски? Многу. Јас ќе ти кажам, периодот во телевизија ми е една голема прекретница, тоа со гордост го кажувам. Позитивно. Позитивно, апсолутно, заради тоа што како мене ми е смачено од она што го работам претходно, тоа ти е исто како на спортист или на алпинист, ти да му кажеш дека еве ти го водно, качувај се и тоа е тоа. И он ќе се качи 100 пати на водно, ама он знае дека има Триглав, он знае дека има Монтеверест, сака да иде понатака. Така да истото ти е на креативен човек кој ќе се засити од има креативен потенцијал многу во себе, меѓутоа не знае и нема каде да го канализира. Јас секогаш кај мене мора да има нешто ново, за да се фокусирам креативно во сето тоа, така да мене телевизискиот проект ми дојде буквално како лек на рана и за само пронаоѓање, и за само реализација. Поготово кога гледаш дека некој проект е толку гледан и е толку успешен, кога допираш до млади луѓе, мене тоа секогаш највеќе ме радувало, заради тоа што јас и ден денеска има луѓе што ми се генерација со кои што комуницирам. Меѓутоа јас сум човек што секогаш сака да учи, јас комуницирам многу малку со луѓе што ми се блиску генерацијски, комуницирам со повозрасни од мене, постари, или со многу помлади, само заради една причина, затоа што и од двете можам да научам нешто. Така. Сакам, не сметам дека знам све. Секој човек секојдневно учи. И од децата може многу да се научи. Многу повеќе. Така е. Драго ми е дека си горд на тој проект и успешен, дефинитивно кога до ден денеска сите и после 6-7 години веќе колку помина. Не ми се верува, да. Така, 6 години. Се сеќаваат луѓето на еве искрено јас кога се спремав за оваа емисија, прво што ми кажа, гледај добро да вклопиш се, не ми Серги да те искритикува. Тоа значи дека си успеал. Тоа значи дека е успешен проектот, тоа значи дека си оставил нешто позади себе многу поразлично, како и секогаш. Меѓутоа, многу ти замерува на тие некои твои коментари, од каде на него, нели, тој бекграунд и право да суди кој како се облекол, па, нели, кој колку може, кој како се чувствува добро и така натаму. Имаше ли некогаш за некого грижа на совест, можеби, иако твојата намера била позитивна,
И дали некои закани се случува на таа сметка? Ај се вако од почеток. Во денешно време, во време на интернет, кога буквално пред малку кажав дека не знам све, немам И познавање не во го све, знаеш, да. немам познавање во медицина, немам познавање во право за да се правам правник. А денеска сите сакаат да бидат се, и доктори, и правници, и адвокати, и возачи, и се. Значи не може. Така да не може секој да е стручен во мода или во естетика. Прво, тоа е еден сегмент кој не ти треба школа за да го учиш. Мораш да имаш нешто во себе за да го развиеш. Исто како што мораш да си природно талентиран за медицина, па да го доучиш факултетот, заради тоа што ако си ти упишан на медицина само ради реда, ради мајка ти и татко ти, не сам ќе бидеш онака најкатастрофалниот доктор што може да постои. Не ми е жал за ни еден коментар што сум го кажал, заради тоа што тогаш кога сум го правел тоа пред 6 години, Мислам дека тоа е најдобро. сум мислел и се уште И се уште мислам мислиш. дека е тоа најдоброто нешто што некој може да ти го каже во лице, што друг нема да ти го каже. Сега, Ќе го кажа позади грб. Тоа е за мене Тоа. страшно. Сега, не сака секој да слушне критика. Поготово сите се сензитивни на изгледот. Не е битно дали си пред камера или си позади камера. На крајот нормално луѓето да се прашаат од каде му бе, кој е бе овој бе? Што се замишља овој? Од каде му на него право да коментира? Правото за да коментираш некого не се оди во местна заедница или во некоја институција, па да ти дадат документ за ти да имаш право. Тогаш ја слободно можем да кажем од каде им на сите правото да се бават со медицина или со политика или со право. Моето искуство во тој свет ми го дало Даде тоа право да јас бидам кадарен, да кажам чива коса, чив мејкап, чиви сандали, вакви, такви или онакви, се ин или се аут или се како искомбинирани, заради тоа што сум го работел тоа. Стои тука факторот дека нема секој можности да купи добри чевли или добра ташна или добри наочари или како Да, па тука и беа најголемите замерки. Тука беа најголемите Да. замерки. Меѓутоа, ако ме гледале внимателно, ќе сватале дека јас никогаш не сум модел на варијанта дека тоа што е добро мора да е скапо. Јас повеќе правев паралели како младата генерација зима примери од светскиот шоу бизнис, од A-листери, кои што имаат на располагање милиони, имаат на располагање модни куки, имаат на располагање стилисти, сега јас ќе украдам нешто од Ким Кардашијан, јас ќе украдам нешто од Анџелина Џоли, јас ќе украдам нешто од Јелена Карлеуша, нешто од Северина, па нешто ќе си приправам. Не треба ти да крадеш ништо од никого. Остави ги нив тоа им е работа. Или они ќе се тртат, или ќе се... Значи, они сите заработуваат од тоа. А ти... И знаат зашто го прават И знаат тоа. зашто го прават тоа. А ти, ако си никој ништо, во тој момент кога го правиш тоа, а изгледаш како естраден лик, нормално дека го правиш тоа за внимание. И кога ќе го добиеш ти вниманието, а не е позитивно, него тоа има критика, така едноставно нели не е тоа така. И мора да се носиш со тоа веќе. И предизвикува Кога е тоа некакви така. си реакции заради тоа што денеска социјалните медиуми се освен што се медиуми за самопромоција. Внимавај како се промовираш. Многу е лесно на секоја девојче или девојка или млад дечко или каков и да ги извади физичките атрибути и да се испослика. Што зборува тоа? Нели? Како гледаш на тоа? Јас сум човек што нема никакви предрасуди. Јас немам проблем со голотија. Апсолутно имам нула предрасуди. Меѓутоа, јас знам голотијата што носи, експонирањето на одредени делови на телото, што носат, дека носат критики, носат едно внимание во се знае која насока. Ако ти е тоа целта, јас апсолутно немам проблем. Кој што сака нека покажува од своето тело. Меѓутоа, кога некој ќе се прави светец или светица и ќе се објаснува дека
едноставно, нели Не е така тоа целта, да. не е тоа целта или едноставно така се осеќа, тогаш ќе се осеќаш, ќе носиш критиката и така како што е кажано од некој што има искуство и во шоу бизнис, и со светски луѓе, и со локални звезди, и со луѓе кои што приватно сакаат да прават некакви си комбинации. И морам една работа ти кажам, дека се 6 години од тогаш кога пројдени, јас ден денеска начекувам луѓе, девојки, кои што сум ги искритикувал. Некои се познати, некои се непознати, некои пораснале во меѓувреме. Некој остареле. Некои остареле во меѓувреме. Да, времето си го направило своето. Сите, верувај ми, од прва до последна, кои ќе ми дојдат и ќе ми кажат јас сум таа и таа што ми рече дека косата ми е како згазена мачка, или јас сум таа што ми рече дека фустанот или чевлите ми се пластични или се копите или што и да. Мене ми доаѓа малку непријатно, меѓутоа све завршува со секоја чест, за секој збор беше управо. Да. Само две особи ми се онака многу љути. Да? Да, само две. Од јавниот свет? Да, од јавниот свет. Тоа е Елена Ристевска, многу ми е љута. Не знам зашто ми е многу љута, ја знам од мала и кога почињаше, кога и почнуваше кариерата. Елена Ристевска немаше да го преживее тоа што сум кажал дека нема вкус едноставно и дека сака да прибере нешто од Ријана, нешто од Бионсе, нешто од Шакири, да направи некоја мучканица. И се уште го мислам тоа. Не сум рекол дека не талентирана, дека нема вкус да се облече. Затоа има луѓе што ги плаќаш. И Елена живот без стил. Тие две не можат никако да си простат ни за себе, ни на мене. А со сите други апсолутно немам никаков проблем. Денови има нека инстаграмска ситуација која ќе се емитува емисија, веројатно ќе биде пројдена. Така да тие две се многу љути и она што ме праша дали сум имал закани, сум имал. Апсолутно, заради тоа што и јас сум јавна личност. Јас и да не сум го коментирал тоа што сум го коментирал на телевизија, ние јавните личности па сме напротив многу повеќе, знаеш, по себе, изложени на било каква критика. Така. На секое поле. И секој кој што се занимава со јавна професија, навистина мора да биде спремен на се. Така е, зашто кога поготово почнуваш... сега, во овој... Поготово сега во време на интернет, заради тоа што ти кога почнуваш да се занимаваш, бавиш со јавна професија, тебе све ти е јасно, ти све сакаш, ги сакаш камерите, ги сакаш светлата, го сакаш публицитетот. Ти тоа го работиш заради тоа што уживаш во тоа. Не, да како го ти е работиш, убаво да. да си медиумски експониран, сакаш да бидеш познат или од какви да е причини, сакаш да се реализираш пред камера. Меѓутоа, повеќето не се свесни што следи после носи, тоа. Да. Дека ќе ти бидат залепени милион етикети на грбот. Секакви, со имиња, со тапи, со ова, со она, дека ќе се ровари по приватниот живот, дека Дека ќе слушнеш приказни за кои ќе слушнеш приказки за кои што ќе се изненадиш дека уопште постојат, ќе си речеш ова дали е можно. Така да не секој може да го издржи тој притисок, а дефинитивно денешното време покажува дека многу млади луѓе подлегнуваат под тој притисок. Така да јас, мојата генерација, помладите од мене како тебе, апсолутно сме некако калени, челичени да го носиме товарот и етикетите, да си ги носиме со дигната глава и сепак да знаеме да се справиме со тоа. Меѓутоа, дефинитивно денеска не секој може да се справи со тоа. Не може секој така и луѓето некако многу повеќе сакаат да слушнат што се случува во приватниот живот. Така. Отколку да слушнат дали Сергеј направил успешен спот со некого, дали Сергеј некого добро нашминкал, добро го стилизирал и така натаму. Тоа веќе мислам дека никога не интересира. Да, и многу жално. За жал. Многу е жално заради тоа што луѓето сакаат од сечи живот да гледаат семи реалити шоу. Не за џабе проаѓаат во моментов ефтини реалити шоуа со табули рази, со неписмени луѓе кои не прават апсолутно ништо друго освен бука. Освен некаква си галама, мене тоа не ми било, никад не ми било интересно, не ми е ни сега, меѓутоа дефинитивно луѓето сакаат да гледаат страна на луѓето која што е девијантна. Или сакаат да ми гледаат во приватност, а не сакаат да ти го гледаат успехот. Оно што е добро, да, Него напротив сакаат да ти го маргинализираат успехот, ако може да ти го тргнат, да ти го земат, да ти кажат дека ти си никој ништо, дека ти немаш никаков успех, дека не си направил ништо, дека ти си една обична будала, а кога ќе се однесуваш како будала, која што ќе тресе глупости на Инстаграм или на ТикТок и ќе се снима како игра или како готви или како пее или како оговара некого,
тогаш си интересен. Јас стварно не разбирам, може би некад си викам, мене ми е Да, пројдено времето, меѓутоа, знаеш како секогаш мораш да ги гледаш луѓето, да им го земеш некаков си просек. Ако не успехот, земи им го просек. Така, но треба да се трудиме да го извлечеме најдоброто од луѓето, а не да Апсолутно. бараме постојано нешто што Не да бараме цело време мани, заради тоа што кога ги бараме маните сите ги имаме. секогаш ќе ги најдеме, така. И нормално е, луѓе сме, мислам, не сме, нити сме армадила, нити сме некои си божествени суштества, за да сме безгрешни и да немаме мани. Не за џабе се Да, викаме а што е human најтрагично, race. постојано се пропагира тоа како сме лоши, како треба да бидеме подобри и како треба да гледаме да го извлечеме најдоброто, а никако не го правиме тоа. Не знам каде е проблемот. Па знаеш како, не затоа што не знаеме самите од себе да го дадеме најдоброто. Не знаеме да бидеме искрени према сопствените мани или према сопствените недостатоци, не знаеме, не сакаме да ги сватиме или прифатиме каде и да ни се. И автоматски мислам дека им правиме и мисперцепција на луѓето со кои што соработуваме и се дружиме, дека влагаме во една матрица на продавање илузија веќе, кон сами себе и кон другите. Меѓутоа, во продавањето на илузијата најболен е моментот на вистината, кога сите од нас, какви да не гледаат пред камерите, или какви да се представуваме, или какви да не доживуваат, кога си дојдеме сами дома, кога си се погледнеме огледало, си ја знаеме... Тоа е вистината. Да, си Тоа ја е знаеме вистината и си знаеме што има под оваа маска. Дали И има знаеме нешто како се убаво? чувствуваме кога ќе легнеме, што е Да. Дали сме сите една Дориан Греј слика, тоа сами пред себе си знаеме. Дали сме еден распад систем, тоа само секој индивидуално си знае. Така да, тоа е тоа. Тоа е тоа. Така, се надам дека ќе извлечеме некоја позитивна поука од сето тоа. Едноставно, секоја животна приказна е различна. И јас искрено жалам што и јас лично не учам од тугите грешки, некако полесно ни е да се тоа почувствуваме на наша кожа. Меѓутоа, она што би сакала за крај да те прашам, дали ќе те видиме скоро во некој проект? Дали размислуваш во тој правец? Дали нешто ново ќе се случи на тема повторно некој студио? Дали ќе се вратиш на она што е твоја најголема љубов? И дали Мадона ќе ти остане вечна инспирација? Мадона ќе остане, значи одма ќе ти продолжам, Мадона дефинитивно ќе остане. Значи Мадона и тоа е тоа. Мадона и тоа е тоа, Мадона е алфа и омега и да не навлагаме у таа дебата, зашто ќе треба да почнем да објаснувам зашто. Така. Кого не му е јасно зашто, нека види минатата година 1.600.000 луѓе уживо у Рио де Жанеиро после 40 годишна кариера на нејзини 66 години, па треба ти е јасно зашто. И не тука треба нема да се зборува зашто. повеќе, Мислам, така. стварно, си Мадона си автоматски институција. Така. Нема зашто. Да, ќе остане на тука, заради мислењето, ради ставовите, затоа што е исклучително многу паметна жена, која што е многу предсе талентирана на секое поле. Другото што беше се Мадона? Али дали планирам, знаеш како камерата, сите ние што сме биле пред камера, ќе си го земам ова права да го кажам истото и за тебе. Нели си размислил, аз сум го зборувал ова со многу луѓе што сега се пред камера почнуваат. Јас 6 години не сум била пред камера. Што биле пред камера како нас долго време, па не биле. Сум го зборувал ова со луѓе кои што животот им пензија дочекале пред камера. Зашто сакам приватно да филозофирам и да наметнувам теми кои што ми се интересни на разговор. Дали ти не мислиш дека камера, овие луѓе околу нас, дали не сметаш дека стварат една зависност? Затоа што магија, дефинитивно, и сериозна зависност. Така. Што е магија, магијата ние ја продаваме на гледачите низ она црвено светло, да. светленце и низ овие добри луѓе од кои што ние зависиме дали ќе изгледаме добро и како ќе не уснимат и дали ќе не ги напикаат камерите у фаца и како ќе не осветлат. Затоа мора да сме коректни со техничката екипа. Така, така. Затоа што без нив не може ништо. Камерата создава еден вид на зависност кој не може секој да ја издржи, да ја поднесе. И да се излечи. И да се излечи, апсолутно, заради тоа што ти си научен преку тоа камерче или преку тоа камерче дека се обраќаш на голема група на луѓе и автоматски
имаш и голема одговорност, што повеќе луѓе те гледаат и те слушаат, да внимаваш што зборуваш. Јас сум не сум сакал да имам друга опција у животот, освен тоа што го зборувам, изгледам и правам да бидам свој. Тоа е за мене најголемиот успех, ако стасуваме веќе така, што го нема сега таа привилегија да биде свој на секое поле. Дали сакам назад пред камера, ќе звучам како распала одрон холивудска звезда во пензија која што ќе каже дека да, сакам пред камера, меѓутоа во која форма и како не знам. Луѓето дефинитивно после 6 години го бараат дел од ова што го дискутираме и оној сатиричен, стендап, комичен момент го бараат од мене. Низ овие 6 години имам сработен само еден YouTube проект со сличен контент. Имам многу понуди одбиено, затоа што не ми се виделе интересни, не ми се виделе креативни. Јас сум човек кој што не сака да биде лимитиран. Значи, мене ако ми дадеш формат, Ништо. Ја не функционирам така. Проектот телевизиски беше заради тоа што мене беше дадена буквално потполна креативна и секаква слобода како што ја имам и тука и со тебе, да немаме нели вака ќе се однесуваме. Немаме лимит, така. Така да И само небото е лимит. Само небото е лимит и така да не знам. Пак да не се вратам на тоа, луѓе планираат, Господ се смее. Не планирам, нека се случува се онака како што се случува. А мојата потреба за камера, јас ке си ја, фала Богу, имаме сите Инстаграм профили, и кога сакаме ќе се сликаме или ќе се обратиме лајф, ќе се уклучиме и ќе ја задоволиме таа некаква си потреба. Интересно ми е секогаш твојата приказна. Драго ми е што времето за жал не е ограничено. Да, тука имаме малку лимит. Инаку, навистина ми е драго што слушнав некои работи кои што навистина не сум ги знала за тебе. Твојата животна приказна е навистина поинаква од многу други и затоа си таков каков што си. И драго ми е што сега, иако не го работиш она што е твоја најголема љубов, по струка, да, ми делуваш среќно, исполнето и можам да кажам дека сега си можеби и најсмирен од која јас те познавам, што позитивно ова го кажам. Стварно? Да. Многу ми е драго што ми го кажуваш ова, ети не сме се виделе колку. Многу. Многу, да не кажеме колку. Да, многу. Веројатно, не знам. Мислам дека и гледачите не те знаат во вакво свето. Не ме знаат. Не ме знаат, знаеш како, се си доаѓа во свое време. Се во свое време, да не кажам, се оди со годините. И се оди и доаѓа со така, и низ годините, да си го прави своето, така. Да си го прави своето. На крај задоволството од внатре, од сам себе. Е најважно. Ако ги тргнеш материјалните добра, што многу е убаво да ги конзумираш материјалните добра, се полесно, да. Не се дефиниција за внатрешната среќа. Не сакам да звучам како ние клише сега, нели, така. Бла бла бла. Меѓутоа кога човек е внатре исполнет, кога е среќен, кога му е гајле за многу други работи, поготово за кој што ќе каже, апсолутно ми е гајле. Секогаш ми било гајле, али како сега што ми е гајле. Да, сега баш ми е гајле. Сега стварно сериозно многу ми е гајле. Мислам дека тука доаѓа секој човек до едно ниво на среќа и на како вила, дај ми ги твоите чевли па да видам како ти е. Ете така, па да видам колку ти е гајле или како се осеќаш. Колку се водиш по тоа за прв печаток нема втор патите? Апсолутно нема. Апсолутно се водам по тоа, да. Заради тоа што ако некој не ти остави впечаток на прва, ако некој е многу умен, а изгледа како партал, како џубре, и е небањат, прво не може да е паметен, ако е небањат и не измил коса. Ајде, окей, да речеме, ајде. Колку треба ти да си паметен или паметна во наводници, или интелигентен, или шармантен, или шармантна, за да го дадеш твојот ум, максимум, или твојата аура, или твојата енергија на прва да го занемари твојот изглед. Оно што не ги судам јас и не ги ценам луѓето по изгледот. Јас сум се дотерал сега затоа што сум пред камера. Дома седам јас како партал, у тренерки исто така.
со несовршено наместени бркови, небричен, со ненаместена коса, ама така кој ме гледа? Никој не ме гледа. Меѓутоа, ако треба да отидам некаде, гледам да бидам свој и така да сепак сметам дека секој погоди на интервју за работа или каде да е, дека е многу битно. Како било тоа што порано, ќе го- имале одело за свадби и одело за Апсолутно, погреб, тоа е тоа. апсолутно. Да. Види, знаеш како, за тоа ти кажам, првиот спечелок, надворешниот никогаш не лаже. Или лаже ако луѓе сакаат да лажат. Што ќе се случи ако девојка, господја, жена аплицира за работа и дојде со деколте и со мини сукња, треба да работи во администрација или во министерство. Така. Тоа зборува за неј за многу повеќе. И на крајот од денот, каде бараш работа, девојко, да не си ја сгрешила куќата? Така, се знае на какви работни места како се како оди, се треба да знае се- на коктел како се оди, се знае на бал како се оди, се знае на свадба како се оди. Многу е тоа И битно, така па после натаму. ќе видиме колку сме паметни, од кога ќе си оставиме. Така е. Впечаток визуелен, така. Така е. Сергеј, ти благодарам уште еднаш за Ти благодарам и на тебе, ова извини бев навистина- предолг. Како недозборен сум, некад, ама... Така, ова дека долго време не си Не бил сме на се видели, телевизија, така. така и не сме се виделе. Ти благодарам уште еднаш, се надевам дека ќе успееш и понатаму да бидеш свој и да ја реализираш само твојата среќа, она што тебе ти исполнува. Ти благодарам на поканата уште еднашка, ти благодарам на убавата мисла, ти го посакувам и тебе истото, заради тоа што дефинитивно сваќаме дека во животот немаме друга опција. Едноставно животот е толкав колку што ни е даден, немаме друга опција освен да бидеме свој. Така. Толку. Така се сложувам, нема поубава одјава од ова. Дефинитивно треба да бидеме свој и да живееме нашата животна приказна како што ние самите сакаме. Така е. Ви благодарам на вниманието.